Почитувани мој добар ден. Почнуваме со најновото издание на Црвена линија. Безбеден град, нов закон наскоро. На пробата регистрирани над 5000 прекршоци. Продолжува поставувањето на камери низ Скопје, следни се и градовите Тетово и Куманово. Од Министерството за внатрешни работи за сега не откриваат премногу како ќе се казнува, бидејќи законот за камерите треба да ја заврши потребната собраниска процедура. Покрај недозволената брзина и поминување на црвено се прават напори да се казнува и за неносење на појаси, лошо и опасно престројување и непрописно паркирање. Непобитен доказ на прекршокот дома ќе ви стигне фотографија, и тоа колор фотографија од возилото и регистерската табличка. Оно што денес ве прашуваме во Црвена линија, дали според вас новите мерки ќе ги научат конечно македонските возачи на ред во сообраќајот. Секако ќе ви поставиме уште едно прашање, кое што ќе биде дел од денешната Instagram Story анкета. Тоа значи што поскоро побарете на Instagram, профилот е Црвена линија. Секако заследете не и веднаш кликнете на Instagram Story. Таму ќе ви се отвори вакво прозорче каде што го гледате и прашањето, односно дали верувате дека системот Безбеден град ќе функционира подеднакво за сите граѓани. Имате две опции за одговор, едната е да, другата не. Кликнете на вашиот одговор, ќе пресметаме во проценти и секако некаде конкретно Црвена линија таму по рекламите ќе ги соопштиме резултатите. Она што секако еве ќе посочам и нема да изоставам, да ве потсетам дека доколку и не успеете да се вклучите во Црвена линија директно во живо, не заборавајте дека тоа може да го сторите, односно да бидете активни на темата и преку коментари, споделувања, се разбира на Facebook Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Добар ден! Добар ден, Црвена линија. Дали се слушаме? Се слушаме? Да, се слушаме. Јас се слушам. Така. Црвена линија. Дали новите мерки, Безбеден град проектот ќе ги научат нашите возачи, односно ќе ги стават во ред во сообраќајот? Може да се стават во ред само со строги закони и тешки казни. Одземање на возило. Плаќање, например, 1000 евра на лице место. Па да се тресат тие кои ќе возат по патиштата и ќе нема случки да се случуваат. Само законот може да го штити, да ја штити безбедноста. Иначе вака пијани, па без дозволи, па се тркат Безбеден град, проектот Безбеден град, дали сметате дека ќе има голем ефект со оглед на тоа што се регистрирани на пробното преку 5000 прекршоци со камерите? Види, камери треба да се наредат секдека низ градов. И да влеси на излеси низ центар кај што се овие по-густиве населби кај што се вози. И то да се почни интензивно и да нема мој твој. Ова е мој, пуштете го, ова знаеш, ама ајде, нема пари или она. Тоа да се избриши. Казни драконски. Само тоа може да го штити, да ја штити безбедноста. Иначе вака, ако се донеси само некој закон че ради реда и да не се почитува, па дијела е. Затоа треба... Благодарам многу што не бевте прв гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Со вас го скршивме мразот, а продолжуваме понатаму со сите вас останати. И кога веќе станува збор за правилата и сообраќајните прекршоци во сообраќајот во нашата земја, верувам дека во голем број ќе земете активно учество и секако ќе одговорите на прашањето дали според вас новите мерки ќе ги научат нашите возачи, односно ќе ги стават на ред, односно во ред кога станува збор за сообраќајот. Добар ден. Добар ден, Тики. Поздрав и до вас. Ајде, чим ја кој збориме вака, ја сообраќајот го запамети во Шафхаузен у Швајцарија. Ајде да го пренесеме во Тетово, во Гостивар, во Струга, во Скопје, камери на семафори, камери на пешачки, камери туака. И знаеш што снимаат? Не е фейс. Не е ова. Само таблицата на возилото.
Па еве зборуваме токму за проектот Безбеден град, каде што веќе камерите Јас сакам тоа регистрирале. да го направат. Гајса, 50% ние сме гастарбајтери и работиме и во Германија, и во Швајцарија, и во Италија, и секаде. Секаде тоа постои и почитуваме. Меѓутоа, кој ќе дојде во Македонија, како да не слободна, преслободна Македонија, што сакам ќе прави. Затоа секој ден случаме, некој се качил на врба, некој пренетал во дом, некој вакацо. Не, тоа кој ќе виде све, ти знаеш како ќе ми изминат некои сообраќајни полицајци. Ти знаеш што си? Во ова, стоп, 30 километри, 40 километри, 50 километри, ти си сообраќајен знак и морате Дали почитуваме. верувате, Не треба да се стели. извинувам, дали верувате во проектот Безбеден град? Верувам, Добро, сериозно зборим. Така, благодарам многу за вашите одговори. Еве во продолжение само едно подсетување дека камерите во Скопје за 2 часа уловиле 5000 сообраќајни прекршоци. Ви се чини дека еве се ближи крај на лудото возење, на непочитување на сообраќајните правила и дека Безбеден град, односно ќе биде проект кој што ќе воведе ред во сообраќајот. Добар ден. Добар ден. Здраво. Многу слабо ве слушаме, ако може. Слушаме. Сега веќе подобро, повелете. Значи, дека ми рекоа имало 3-4 пред мене, па ја за тоа си чутам. Не, зборувајте, не молчите. Не, борете, ама мене колегата баш ми рече, вика има тројца најмалку. Така да, заради тоа чутев, мисля, пред мене има човек. Не е страшно, губам секундажа за безвезе. Ова Безбеден град не ми се допаѓа многу. Затоа што сум приметил кога дедат овие патриотиве на власт, одма прва работа е удри по народот. Нарочито со казни, со ова, со она, значи, и само ќе наоѓаат некои изговори, начини како да земат до пари. Според вас како може да се реши проблемот со брак? Ова се решава никако во оваа држава, затоа што овде има недопирливи, значи граѓани кои не може државата ништо. Вака ситна боранија ќе страда, ќе плаќа, ќе се молјака по судови, по ова, по она. Ова Безбеден град, пуста овие камери поставување, треба луѓето да бидат предупредени каде постојат. Не може тек така јаваш лако страна на законот на државата, прави камери, а кој ги стриже луѓето дали има или нема камери. Кога ја ќе бидам предупреден дека има камери, нормална работа дека ќе си ја прилагам брзина или било што према ситуацијата со камерите. Така да, многу не пере ова, кон обичниот човек. Така, благодарам многу што споделивте какви ставови имате и размислувања во однос на новиот проект, односно Безбеден град, нов закон за сите. И тоа наскоро. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Вака ќе се насилам претходникот да не сака и шекер и вода и бајачки да им дадат на прекршителите на законот. Види, Тина, нема да даде резултати овој системот затоа што нема да биде затворен кругот, а тоа е контролата на изречените мерки. Кој ќе ги контролира судиите колку предмети ќе застарат, да ти кажам право. Ја од искуство ти кажам дека во судот застаруваат илјадници казни и решенија. Знаете зашто? Ради капацитетот не може да постигнат. Не се проблем да ги напишете казните соките. Проблемот е да изречете, да спроведете казната. Кажете ми според законот за лична карта кој денес има место на живење таму кај што му пише во личната карта. Па ви го видовте проблемот со овој со Луна паркот. Регистриран на една адреса, тој живее сасим на 5-то место. Како ќе го најдете утре тој човек за да му изречете казната? Сакам да прашам. Тие да ми одговорат. Во некои европски земји казната автоматски се наплатува со повлекување на средства од сметката. Абе еве ќе ви кажам една работа. Како ќе му најдете сметката? Додека не се врати стариот систем, а тоа е или затвори или плати, нема да вие луѓе да се плашат. Дали ме разбирате? Нема да имате педагошко воспитување. Со претходниот закон од бивша Југославија имавте солуција или ќе ја платите казната, ако не ја платите казната, после тоа ви се претвора во казна во денови затвор. Дали ме разбирате? Тоа е едната работа. Втората работа, поради
Ќе подсетам 90 секунди е време трењето. Благодарам многу, господине Љупче, еве што споделивте со гледачите кои се вашите прогнози во однос на овој проект, кој што ќе повториме е наречен Безбеден град и во најава е нов закон наскоро. Како и да е, факт е дека еве камерите на пробното пуштање во Скопје за само 2 часа уловиле 5000 сообраќајни прекршоци. Па еве, ви се чини ли дека конечно ваквиот проект ќе ги стави во ред несовесните возачи? Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, повелете. Поздрав. Може да се среди тоа со наплатувањето на казната. Прво треба да има координација царинската служба, полицајците кои работат на царина, на граница. Чим го регистрираат на монитора тамо, а сака да ја напушти државата, да излезе, дали за Грчка на одмор, или за излез према Србија, или према Бугарија, чим влезе во мониторот тамо, во системот, ќе плати казната тука и ќе се врати назад ако не му стигаат пари за одмор и чист рачун тога љубов. За секој неплатен ден ќе му следува камата на тоа, па камата на камата, па кога ќе стигне до една сума, па ќе мисли другиот пат дали ќе прави прекршок или не. Дали се разбраме? Јас верувам, ние ве разбравме, дека и гледачите ве разбра. Како и да е, еве, дали охрабрувате и тоа да што поскоро покрај недозволена брзина и поминување на црвено, односно да бидат прекршоците кои што ќе ги регистрираат камерите од проектот Безбеден град, ќе подсетиме се прават напори да се казнува и за неносење на појаси, лошо и опасно престројување и непрописно паркирање. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ви благодарам. Пред се поздрав на кратко до вас и до сите ваши гледачи. Големо благодарам. Поздрав и до Ќе вас. бидам благодарам. Ќе бидам краток, значи прво и основно треба свеста на граѓанинот да работи, така барем јас мислам, не ви се представив Дејане од Охрид. Пред се, значи свеста на граѓанинот треба да работи, доколку нема свест граѓаните, казните да, се неминовни, али да бидат без селекција. Значи нема овој ми е Вујко или овој ми е не знам кој пријател. Значи, јас мислам дека секој што ќе направи прекршок треба дали со код, дали било како. Има многу начини да ги најда кој ќе живее или нема везе дали не е во земјава привремено или има двојно државјанство. Многу начини има за да се наплати казната. На мирен начин да биде известен. А доколку не ја плати во рок од 7 дена си има, значи, закон како во сите европски земји, значи не е ова нешто ново. Никој не треба да се плаши, секој треба само да си вози според правила или да се понаша и како пешак во сообраќајот безбедно и коректно. Ја мислам дека така треба да биде. Кога би требале да го опишете сообраќајот во земјава, ви се чинили дека имаме повеќе несовесни возачи и учесници во сообраќај од оние кои што се совесни? Не, се на вага не можеме да ги ставиме, значи се гледа, се познава, јас сум години во сообраќај. Така, благодарам многу еве за вашето вуење, верувам по она што го кажавте некаде конкретно на вашето излагање дека од лично искуство вие сте и најверојатно и професионално учесник во сообраќајот. Како да е, благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. До сега можевте да слушнете од гледачите кои што кажа во однос на нашата тема. Продолжуваме со сите вас останати. Добар ден. Еве, камерите во Скопје за 2 часа уловиле 5000 сообраќајни прекршоци. Дали се ближи крајот на лудото возење со проектот Безбеден град? Ви се чини ли дека овие нови мерки и прекршоците кои што ќе ги регистрираат камерите конечно ќе ги стават во ред несовесните возачи во нашата земја? Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Прилеп. Поздрав. Темата ви е интересна и јас сум наблюдувач, не сум учесник во сообраќај, но ќе кажам свое мислење. Од искуство, од она што го гледам, бидејќи сум постара жена, возат
неправилно. Луѓето наши што се заминати во Европа и во светот, кога ќе си дојдат изнервирани се првите денови, првата недела, а потоа полека се навикнуваат на состојбите во нашата земја со сообраќајот. Нов закон велите наскоро, па закони секогаш постојат во оваа држава, но од самостојме нема нешто на повидок. Ние сме некои луѓе кои што не разбрани, јас би рекла, на еден едноставен народски јазик. Значи, полагаш, ветуваш дека ќе го исполниш тоа што го, за тоа што си положил и потоа ги правиш грешките во сообраќајот. Верувате ли дека токму безбеден град проектот ќе донесе решение? Јас мислам дека ова се нова избрана нова влада и малку сум и револтирана глас за нив, до сега сум пишман, да ви кажам, ќе свртам темата. Како и да е, не бидете пишман, а ни уште помалку ете што бевте дел од црвена линија. Благодарам секако за учеството и ете ги охрабруваме и оние кои што можеби немаат пракса ниту навика да се вклучуваат во контактни емисии како црвена линија. Мислам дека сообраќајот како тема генерално и тоа да се заврши нели со несовесното возење во сообраќајот, учествување генерално во сообраќајот, бидејќи не се само возачите, туку мора да признаеме и пешаците. Како и да е, дали според вас овој проект Безбеден град ќе донесе нов ред, односно ќе донесе повеќе безбедност во градот кога станува збор за сообраќајот? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Да ти кажам, убава тема сте ставиле. Јас како пешак се соочувам со разни проблеми, значи дали пешаците воопште не почитуваат, се претрчуваат на црвено, баш им не им е гајле. Возачи Тина исто така на црвено, трчаат, брзаат некаде, мене ми се пали зелено, тој на црвено. Значи, тоа толку владе овдека кај нас, ја не знам да ти кажам дали некаде во светот има вака. Значи, ми се допаѓа ова, ако се реализира ова, баш ќе биде окей, може би ќе се уплашат луѓето, па конечно ќе се стави некој ред. Иначе, Тина, знаеш како сме загрозени, јас ти кажам за нас пешаците, значи, не знаеш кај да гледаш, верува или не, јас пешачам секој ден. Кога е времето добро, јако сум добра. Значи, релацијата од Рузвелтова до, да речеме, до Зелен пазар или до Бит пазар, ајде да кажеме. Тоа е чудо едно невидено. Не знам сега дали на пешачки ќе ме згази некој што не гледа. Дали со тротинет некој ќе удри во мене, дали некој со велосипед, пошто патеката моја и негова, значи нема тој патека, тој вози на пешачка и ја на пешачка. И не знам дали да се симнам доле од коли, значи тоа е страшно нешто. Толку, значи, непочитување, значи, дури ми е непријатно, знаеш, па автобус кој ќе ми застане на пешачки, толку се чувствам јавно, автобус да ми застане, некој со кола не... Така, внимавајте само на тајмерот, секако и останатите кои што до сега се вклучија, сакаат нови 90 секунди, секако ќе ги охрабриме за повторно да го завртат нашиот број и да добијат нови 90 секунди. Добар ден! Поштовање, госпожа Тина. Голем почит и до вас секако. Поздрав до сите што се јавија до вашата екипа за темата. Па за наредни 20 години тоа ќе биде научна фантастика. Зашто го кажам тоа? Па кој ќе ги спречи тие дивења по партизанска, тие моторџии? Кој ќе ги спречи тие што возат брзо? Јас во Ѓорче сум скоро пред година дена се случи една несреќа, става семафор. И од едниот до другиот семафор има 500 метра. Возат како луди. Кој се како се, значи, од царе кон град. Кој ќе ги спречи тие? Незакони, свети закони. Знаете кој ќе спречи овие беззаконија и безбеден град? Само од Кореја некој, од Северна Кореја, не председател, некој заменик да дојде. А ви се чини ли дека токму овој проект каде што ќе се постават, а поставени се всушност камерите, Безбеден град ќе профункционира? Никој пат. Тој Зошто никој?
и Рашковски, и други, и трети, некои па затоа што ние сме Македонија или Скопе, многу мал народ и секој со секого, одмак ќе играат пријатели, ќе се гинат. Па, дај Боже, значи, го кажам песимистички, дај Боже да бидете во право да се стави еден ред во ова хаосот во сите сегменти во возењето во Скопје. Ама не верувам, затоа реков, наредни 20 години, тоа научна фантастика ќе... Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Ќе потсетиме дека дел од булеварите и улиците во метрополата веќе добиваат нови очи. Всушност камери кои ќе ги ловат несовесните возачи, ноќните тркачи по улиците и сите оние кои го загрозуваат својот и животот на околината на било каков начин. Сега останува да ве прашаме, дали сте оптимисти и верувате дека конечно со активирање на проектот Безбеден град, односно ќе се стават во ред сите оние несовесни учесници во сообраќајот. Добар ден. Добар ден, во линија сум. Да, во Црвена линија сте, поведете. Овде Ајановски Ташо. Поздрав, Овде Саша, до ќе вас. се доведе тачно и правилно за возачите што возат, мислам, возачите во ред. Ја во понеделникот градскиот стадион Тоше Проевски да купам нешто за телевизор. И враќајќи се назад видов една кола многу црна, темна, а полиција одмah ги застана и ги проверува документите. Кога видов две девојчиња немаа ни 24 години. И тие нормално си пишува казна, си онакват и ја проаѓам поред нив, викам, а или е работа да имате што поголеми казни и по-често казни да имате и тој сообраќајниот полицајец ми рече, фала господине, и јас ти поминав. Али тие што се тркачите ќе си бидат фатени. Али овој што обети формула ќе се вози низ Скопје, таа формула е партизанска и линденска на кај Драчево и останатите делови низ Скопје. И затоа тие више ќе се бидат снимани и како што е законот снимени. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Интересно е дека и од гледачите можевме да слушаме дека навистина се добива впечаток дека низ земјата, особено во главниот град, како да владее сообраќајно лудило. Интересно е дури дека не се почитуваат ниту пак сигнализациите, ниту пак ознаките на патот, ниту сообраќајните знаци. Како и да е, верувате ли дека Безбеден град како проект се разбира ќе ја заврши кариерата на несовесните возачи? Добар ден и учесници во сообраќајот генерално. Добар ден. Поздрав до тебе, Тига. Поздрав. Како е во Македонска Каменица? Имате ли тркачи со автомобили, мотори? Не, нема. Нема кој? Сицилија. И јас присам од Скопје. Од Скопје, ако те видат од Македонска Каменица, да закршиш макуната во свират, не могуш. Току не совести се возачи од Скопје, не сум. Тоа не е. Дали кажава, има пат. Тато. Од Скопје никој не може да се седи. Не може. Не верувате дека Безбеден град како проект ќе ги среди токму оние кои што се нетолерантни кон оние кои што ги почитуваат правилата? Не. Од Скопје е катастрофа. Катастрофа. Тако пат се бил. Се си свират, се си вртат да се опојте. Оде sad se vrti другата страна. А јас не знам што е ова, како лудиво. И за таа камери. Нема ништо тоа. Скажете камерица е безбедна, нема. Има луѓе, нема возачи. Кој се дојде 28 минути, тие сантите мако гужва. Али, тоа е тоа. Јас утре еден сајд. И сообраќајцот вика, не возете да се тука.
Благодарам многу и вам за јавувањето. И интересно е што кога го прашавме гледачот кој што ни е и редовен активен учесник во дискусиите во Црвена линија, во Македонска Каменица, како што самиот напомена, немаат проблеми со несовесни возачи и нели хаотичен сообраќај, затоа што сите се иселени. Но еве дали тоа е решение да се иселат што повеќе жители, да нема па да нема сообраќајен метеж, иако мора да признаеме дека сме сведоци дека низ европските земји, метрополи, особено еве дури и на другите континенти се почитуваат правилата, дури и во повеќе милионски градови, кога станува збор за сообраќајни правила. Па ви се чини ли дека еве проектот Безбеден град ќе функционира и подеднакво за сите граѓани? И дали ќе донесе вистинско решение за лудувањата низ сообраќајот? Добар ден. Добар ден, госпоđа Тина. Како сте, господине Златко? Добро, вие како сте? Добри со? Добро, благодарам на прашање. Па еве ви... Телевизија, Телма, добри, да бидете секогаш. Благодарам многу. Убава тема, госпоđа Тина, имате многу убави теми. Вие сте најпријатната водителка. Не сакам за лепота, тоа е интимна работа, а ова за вашето знаење немам зборови. Стварно. Благодарам многу. Да, молим. Сето ова ќе допринесе да се створи ред и благодарам на владата што во тоа верувам, јас сум оптимиста. Нема песимистички ставови, ова е вака, ова е така. Тоа е модерно во сите градови. И ние нема што да сакаме и што да се нечкаме. Ќе се снима и убаво све, вие кажавте со боја, слики, со едно, со друго. Ви се чини ли дека еве ќе важи подеднакво за сите граѓани? Ќе важи, господја Тинче, затоа што идеме на таа солуција, владата добри работи превзема и министр за внатрешни работи свака му част. Све добро иде до сега и мислам дека ќе иде понатака. Имајте убав ден, господја Тинче. Благодарам многу, господине Златко. Имајте најубав ден секако и вие и останете со нас, се разбира, за да слушнете што ќе надополнат кажат и останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Тука само една напомена, не заборавајте дека треба и да не заследите на Инстаграм, ќе ни биде особено драго да се зголеми уште повеќе бројката на нашето Инстаграм семејство, а и да слушнеме од вас кои ќе бидат одговорите дали да или не на прашањето дали верувате дека системот Безбеден град ќе функционира подеднакво за сите граѓани. Оние кои што нема да успеат да се вклучат, се разбира, тука е и Facebook, нашиот профил останува Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, па преку коментари секако земете активно учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно би ве замолила. Добар ден, добар ден. Добар ден. Најубав ден. Фала, Мирослав поред телефон. Голем поздрав до вас, господине Мирослав. Фала. Видите, занимлива тема, све тоа, меѓутоа, не само во сообраќајот и во други работи не можам да се сложам со многу големи казни. Зашто? Затоа што едната казна кога ќе се фатат сега тука и сега нашите ќе го пробават тоа, имате број на кола, број на телефон, онма ќе ви се јават и ќе кажат, слушај другаре, помина вака и вака, кошта 500 евра. 100 евра да завршиме работа. Балканецот е таков. Ако се соодветни казните, да кажеме, ајде пример за запалени светла, 20 евра, да кажеме 50 евра, колку е казна, значи таа треба казна да биде солидна, за да платам, а не да му дадам да го наградам. Тоа кој не го прави, само може да ве лаже. А ви се чини ли еве да се помине на црвено светло, треба да чини казната 20 евра? Јас на жолто поминав, су ми ја платил казната 6000. На жолто. А пред мене поминуваше свака колона, кај шутката големата раскрстица, никој ништо не можеше. Тоа е
3 години. Според вас како еве може да се стави ред, бидејќи секој прекршок... Само да има казна и вистински да се наплати. Ако има пари, нека плаќа секој ден. Одимате гастарбајтери кои не му важат 100 евра, али секој ден по 100 евра, па ќе се откаже и мора да биде пример. Големите казни, инспекција, секаде, само бизнесите на инспекторите, на полицајците и така натака. И не можеме ние да влеземе у тој колоте. Умерена казна и секој да може да ја плати. Подобро ќе ја плате 1000 денари од државата. Добро, благодарам многу. Цениме што се вклучивте во Црвена линија и еве споделивте какво решение гледате вие за да се спречи лудилото во сообраќајот. Добар ден. Добар ден. Па одамна не сме се слушнале. Па јас ќе кажам дека мене ми е време за кафе во текот на вашава емисија и треба некоја тема да ме заболица. Значи, што се однесува до темава. Безбеден град, ама треба да има паметни луѓе. Не е само до безбеден град, нема сега да сликаме тука кој поминал, како поминал, зашто поминал. Јас можам да кажам лично, ја живеам во центарот на градот, тука со моторџиеве лудница. После 10-12 часот се тркат ли прат, што прат. Сакам да им кажам само на моторџиите, утре која, млади што се, утре која би имале детенце, па да го разбудат, па да имат болен човек, па да не може да заспие, па да тогаш ќе осетат како ќе биде. Неколку луѓе ги имам опоменато, на црвено поминува, абе топло ми е. Абе топло ти, ама да ти дојде сметка, не може мене да ми дојде сметка. Значи веќе имаат осигурано. Ви се чини ли дека ова може да се случи вака да се коментира во некоја европска метропола, например во Виена? Не може. Еве да ви кажам, јас во Виена имам идено неколку пати, работев како туристички водич на времето. Не ја земајте Виена, Виена е далеко од нас, како да оде до таму. Значи, не е до законите, до луѓето е. Треба дебели казни. Нешто рече претходниот гледач. Така, благодарам многу и секако на здравје, нека вие кафето продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Видите, возачите ќе се научат може наред. Ама како да се научат градоначалниците на општините, зашто сообраќајниците во Скопје се хаос. Значи, сообраќајниците се во Скопје за никаде. На секој чекор семафор, нема за десно. Никој не го решава тоа. Сообраќајот, значи, никој не ичи да го реши. Тука е проблемот за во Скопје. А не само возачите. Возачите што да прават? Се чека многу. Дали тоа што се чека многу оправдува да се помине на црвено светло и секако да не се пропуштат пешаци на пешачи? Тоа не е оправдување. Значи, треба да се поштуваат сообраќајните знаци, треба да се поштуваат сообраќајот и треба да има култура во сообраќајот. Култура на возење, верувате ли кај нас дека нема овој проект никаква. Безбеден град ќе внесе култура во сообраќај? Да, ама за безбеден град да биде, тоа треба да го решат и градоначалниците, сообраќајниците мора да се решат. Нова улица прават и на секој чекор семафор. Ново школо прават, нема подземен прелаз, туку легнат полицаец. Невидено нешто. Значи, цел сообраќај, цели улици во Скопје се во хаос. Ниедна не е салам направена. Тоа е, нешто нема простори, има простор, нема. Така, големо благодарам еве што споделивте каде вие го детектирате пред се проблемот со лудилото во сообраќајот. Добар ден. Добар ден. Допринос за да имаме добар сообраќај и убав сообраќај. Бака сега. Прво, значи, казните треба да бидат големени дупло од колку што се сега. Првото. Второто е, секој прекршок треба да биде измерен, значи, одреден број денови, да му се одземе дозволата минимум 6 месеца до животно. Значи, секој денеска да му се одземе возачката на некого, тоа исто како да му сечите рака.
Значи денеска без кола не е замисливо да се живее. Со оглед на тоа дека ни се вувате во Охрид, во моментот имате туристичка сезона, доаѓаат туристи од надвор. Како го коментираат сообраќајот, бидејќи тие се научени на... Вака, ми бега времето. Значи вака, се прво Охрид е, да речам, преблокиран со возила, преблокирани со туристи, меѓутоа не е решено прашањето со паркирање, со ширината на улиците, значи има голем проблем. Меѓутоа основно е за мене само одземање на возачката дозвола на оној што ќе направи време. Секој прекршок кој ќе биде направен да биде, значи, казнив поред парично и одземање возачката дозвола од минимум 6 месеци до животно, да речеме, не дај Боже, ако направи сообраќајка со животни последици, што сега, до живота да му се одземе. Тогаш ќе имаме вистински возачи, ќе имаме вистински сообраќај и тогаш нема да ни бидат тесни улиците. Благодарам многу за вашето вклучување. Еве, интересни податоци, се прават постојано анкети, истражувања и еве интересно направена една низа и листа од најдобри земји за возење. На прво место е Шпанија. Зошто? Шпанија е официјално најдобра земја за возење. Не само што има третата најниска цена за изнемување на автомобили, во просек од 30 евра за една недела, туку го има и петото најдобро ниво на квалитет на патишта со резултат од 5,7/7 и е 9 од 10 држави со најмал број сообраќајни несреќи со смртни случаи, односно 3,9 на 100.000 луѓе. Како и да е, ви се чинили дека проектот Безбеден град ќе ги направи безбедни градовите каде што има, се разбира, поголема фреквенција на сообраќај и како несовесните учесници во сообраќај, тоа важи за сите учесници во сообраќај, може да се стават во ред. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве слушаме, повелете. Ево вака. За безбеден град. Вие зборувате само за Скопје, не зборувате за Македонија. Не зборуваме за цела, само што рековме низ целава земја и градовите. Так. Прво да се оди да се земи правилникот од Словенија. Камерите што го фаќаат, тие што снимаат, да се казнуваат во Охрид, не во Скопје. По градовите да шетаат казните. Во Охрид и нема да го фати кој го казна возачот. Во Словенија се доближа камион на 50 метра, 150 евра ти е казна. Зад мене идит, ме снимат со камера и ми кажува дека имам ја 45 метра растојание. Тоа е правилото. И те застануват, те извадит и ќе ти напиши белешка и му викам немам пари да платам. Ако немаш пари, паркирај го камионот, дај ми го пасошот возачката, кога ќе добиеш, ќе си земеш и ќе си продолжиш на пат да одиш. Ви се чини ли дека такво нешто е возможно во нашата земја да се спроведе? Зашто да не? А зашто да не? Тоа е најлесното. Го паркираш, го земаш, ти го паркират полицијата и ти вика донес. Така, благодарам многу, еве, интересно што ни споделивте преку ваше искуство како е во Словенија. Верувам дека така и во многу европски земји. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Секако ве слушаме, повелете. Еве можете да видите информации вака каква е листата Шпанија најдобра, по неа Канада, па Соединетите Американски држави. Да, знам се дека каде сум била и во многу други земји се е во ред, меѓутоа за жал кај нас. Значи ние закони, па дајте да препишеме од било кој друг закон. Еве господин од Словенија ви, било кој, дајте. Меѓутоа имаме кај нас било кој закон да се донесе не се почитува. Затоа што цела Македонија сите се поврзани со непотизам. Дигни телефонот, оди кај ово, јас сум имала примероци, такви можам една книга да напишам.
Значи, како, на кој начин сето тоа се прави. Значи, кај нас ништо не може да функционира. Ма не камера, ма не светло, не знам, ја кај нас, ако има камера, некој ќе искрши камерата и ќе направи ако сака, и ќе однаква. Или камерите не функционираат во тој момент. Како кај нас све моментално се случува, во тој момент камерите не функционираат. Ај нека ми го објасни ова, кај нас е тоа така све наместено, значи не знам кој друг да го кажам. Истото беше и во Југославија. Јас имам многу лошо искуство од такви работи. Така да затоа го викам, овој не подписам додека во државата владе. Ама и Словенија беше дел од некогаш на СФРЈ, па еве, што кажа гледачот. Ама тоа си од секој пат така она. Така, благодарам многу за вклучувањето. Еве, кога веќе ја спомнавме Словенија, интересно е, барем преку искуства од оние кои што патуваат и секако имале можност да престојуваат во Словенија. Оно што е интересно за главниот град, дури и иако не можете никаде да видите сообраќаен полицаец физички, секако се добива впечаток ако направите прекршок дека во истиот момент има реакција и се забележува прекршокот. Дури интересен податок беше дека доколку се тргнува народски кажано со шкрипка, односно се стартира возилото, се турира и се предизвикува, како да кажам, вознемирување на населението во градот, веднаш возачот се приведува, односно се носи на разговор со психолог, односно да објасни зошто добива порив да се трка самиот со себе. Те замислете, има и такви искуства. А како кај нас еве да се сопре лудилото? Верувате ли дека проектот Безбеден град, камерите ќе донесат ред и несовесните учесници во сообраќај во земјава ќе ги стават во ред? Добар ден. Добар ден. Повелете. Па тоа што беше, ја спомна Југославија. Југославија беше во едно друго време. Тогаш немаше камери, немаше вакви дигитални уреди кои што може да забележат брзина и тие работи. Значи се возеше лудо кој што се можеше. Така да тоа време помина. Сега еве дефинитивно се поставија камерите. Меѓутоа сепак во Скопје та партизанска е некако како писта, не знам сега камерите колку ќе допринесат тука, би требало да допринесат, меѓутоа во секој случај камерата фаќа комплетна колата со таблица со сите работи, така да сето тоа оди во еден центар, а во тој центар се обработуваат тие податоци и автоматски излегува газдата на колата. Нормално е, сега ако е газдата некој буџован, то сега поинаку ќе се гледа на тоа. А колата ја вози неговото синче или керкичка и таја гази до даске таму и не гледа ни дали врви пешачки, ни дали врви семафори, едноставно гази. Меѓутоа, тоа би требало да престани, јас мислам дека би требало да биде подеднакво за сите, законот да важи за сите. А сега што има во Словенија? Во Словенија законот важи. 90 секунди е време трењето, но сега го благодарам за вашите одговори во црвена линија. Еве уште еден интересен податок, некаде на почетокот на оваа година, поточно месец февруари, но секако ваквите се разбира податоци како да не излегуваат од мода кога станува збор за сообраќајот во земјата. Неискуството ги прави тинејџерите најризична група за сообраќајни несреќи. Само во изминатата 2023 година Министерството за внатрешни работи казнило 3474 возачи почетници. Како и да е, ќе потсетиме дека токму за само пробно снимање на камерите 2 часа беа регистрирани преку 5000 прекршоци сообраќајни. Па еве, како тоа да се санира? Верувате ли дека Безбеден град ќе биде проект кој што ќе важи пред се за сите и ќе ги донесе посакуваните резултати, односно навистина да станеме сообраќаен безбеден град? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Идејата е добра.
колку ќе биде применлива зависи од нас, граѓаните. Ред е да се стави ред во саобраќајот. Времето не гази, секој втор, трет, пети ден има некој згазен со последици од различен тип. Ме интересира дали законодавецот ќе вгради елементи како што се вујче, чичко, тетка, кум, кумашинче и другите партиски функционери кои ќе интервенираат од локално до републичко ниво. Дали они ќе бидат тие кои ќе ја кројат судбината на поединци? Знаеме дека кога дојдат во Скопје од натрешноста, прво се дигаат нивните коли ако се погрешно паркирани, па после се дигаат колите на другите. Знаеме дека за тие од натрешноста што дојдат мора да платат па да се идат. Странците мора да платат па да идат. А нашите остануваат во лавиринтите и на крајот ништо. Поздрав до сите јавувачи. Благодарам многу во името на сите учесници и нормално го возвраќаме поздравот до вас. И ето, кога е добра дискусијата, времето брзо поминува и доаѓа времето да ги погледнеме рекламите. Ајде сега да видиме по рекламите како на Инстаграм одговорија инстаграмџи на нашето прашање дали верувате дека системот безбеден град ќе функционира подеднакво за сите граѓани. Верувам дека можеме да им покажеме на гледачите. Резултатите се интересни. Со да одговорија 30%, а со не одговорија 70%. Големо благодарам на сите вас за активното учество во Црвена линија, но секако сакам вака активни да бидете и онаму каде што се вози безбедно, се почитуваат правила, а најважно правило кое што ние го почитуваме е секако некому од вас да му доделиме вредна награда. А највредната за среда е, драги мои, фрижидер. Па време во овие пеколни денови да имате нов фрижидер, добро да лади се она што ви е највкусно и ви значи, а и ќе помогнеме со прашања, па забележете. Во квизот ќе има вакво прашање: кој плод го дава дрвото наречено мечкина леска и кој е автор на романот Робинзон Крусо? Точни одговори мене во тркалото, а јас вам награди.